Во пресрет на Нова година туристичките агенции веќе ги пуштија во продажба понудите за дочек на новата година во некои од соседните европски метрополи како Будва, Црна Гора, Солун, Романија, Атина. Цените на аранжманите се поволни, а од туристичката агенција Автоатом се надеваат дека до 31 декември нема да се променат условите за патување и понудите ќе се реализираат во целост. Имаме пуштено неколку понуди, кои што се надеваме дека ќе се реализира. Тоа се во Будва, со посета на Котор и Острог. Острог е како факултативно, сепак спаѓа во понудата. 69 евра апартманско сместување, 2 ноќи, со разгледите и прошетките, а 85 евра хотелско сместување со појадок. После имаме за Солун и Воден, посета на Воден и сместувањето е во Паралија, во приватен смештај. Таму понудата е исто со 2 ноќи, 75 евра. За во Букурешт, Бран, Брашов и Синаја, во Романија, 109 евра и таму е 2 ноќи со поедок и разгледите. Сега факултативите не влегуваат во цената. Тоа е индивидуално, ако се собере група, да речеме од 30 или 35 лица, да се пријават за факултативите, тогаш тие може да се реализираат. За Атина имаме една интересна понуда, таа е со 2 ноќи и со 3 ноќи. Со 2 ноќи хотелско сместување со појадок и разгледите на Атина, на знаменитостите, исто пак ќе напоменеме, влезниците за културно-историските споменици не влегуваат во цената. Таа понуда е 129 евра за 2 ноќи, а има и со 3 ноќи 159 евра. За условите за поминување на границата, Захариева со објаснување. За влегување во државите, во Грција конкретно, во Црна Гора или еве и другите соседни држави во Албанија или во Бугарија кои има индивидуални аранжмани, ако сакаат нашите клиенти да уплатат, да ги кажеме условите за влез. Се уште важи тоа сертификат за вакцинација, било која вакцина е признаена во нашите соседни држави, или PCR тест, кој што трае 72 часа, или пак антиген тест. Од туристичките агенции апелираат до надлежните за новогодишните празници да се олабават мерките за прележаните пациенти, односно сертификатот за прележаност да им важи 6 месеци, а не 45 дена од денот на оздравувањето. Со тоа ќе им се овозможи на поголем број граѓани да ги искористат понудите за патување и за пречек на новата година.